Има много да преска, да се кажува. Има много и неясни работи. Например, не се знае дали е изведен 12, 13 или 14 век, но во секој случај тој е трескавец како свето место е уште во преисторија. Значи, 4 век ние имаме храм на Артемида и на Аполо. До 4 век имаме, во наша ера имаме тука за купување, значи секој е важен и култно место. Значи, цело време го има. Не може да нема ранохристијански храм. Ако ги земиме, значи, панданите, како што имаме во Зрзе, во 5 век, тука сигурно веќе има ранохристијанска црква, но како да е, она што е досега најдено, најде. Археологијата си продолжува понатаму. Тие луѓето на самиот тој локалитет кој се нарекува околу Баиса, имало, веќе се открива дека има подневен цел град. Важен е тој од многу аспекти. Прво од верски, чисто нешто има како представи на животписот, потоа е важен самиот факт дека е тоа храм на Марија. Имаме многу народни легенди кои показуваат Марија со трескавец и самото место на трескавец, значи народни легенди. Бил место од 1300 година, 1308 година, тоа е место на дипломатија, како што бил Сер. Значи, Света гора, Трескавец и манастирот во Сер, во Маникејската гора, значи, која, Титор е символита черката на Андроник III и ја дели судбината и истите митови и легенди како Трескавец, гледаме дека самиот манастир бил многу важно и дипломатско, значи, топографија на дипломатијата во тоа место. И тука не столувале, не управувале, туку и ги посетувале голем број големодостојници, дури и цареви имаме, кои тука престојувале. Имаме драги во самата градба, дека тука имало венчање на цареви, на самиот Трескавец. И малата врата, Да, малата, за зиданото место, кое ќе се венча, знаете, се задидува, да никој друг повеќе да не се венча на тоа место до вишните смртници, што би ние би рекле. Понатаму за Трескавец е поврзани голем број пишаници. Да речеме, имаме трескавачкиот подик кој имаме 16-17 век. Имаме 4 поделби на цар Душан, каде што тој објаснува на кој давал, кој дарувал во минатото, објаснува што му дал едноставно на манастирот во владение, не само населени места. Во одредени моменти Трескавец владеел со три архиепископии, значи Бугарската, Печката и Охридската архиепископија како главен манастир. Значи многу нешто се поврзани со Трескавец. Аполон, еден од атрибутите на Аполон се громовите. Исто така Светилија, атрибутот на Светилија, исто така громот. Самите легенди кажуваат дека прво сакале варошани да изградат црквата, значи на многу поблизу, но алатките секоја ноќ точно на Светилија некој му ги носел на место каде што се Трескавец, каде што е Трескавец. И на тој начин, значи, се поврзува трескањето, гробовите со самиот манастир. Благодарам, така, се многу големи и